Почитувани гледачи, ви благодарам што сте на Слободен печат. Сега, верувам дека секој од вас слушнал за Гордон Ремзи, познатиот светски готвач, собственик на ланец од ресторани, воедно познат по своето кулинарско шоу на телевизиите. Но, верувам дека не сте слушнале за Алберт Керимов од Битола, кој што работи за Ремзи. Знам дека ова ќе биде голямо изненадување за вас и Алберт од неодамна не работи сосема случајно таму. Тој работи како генерален менаџер на еден од рестораните, поточно на најновиот ресторан отворен во Куала Лумпур во Малезија. И на мое огромно задоволство го вклучуваме Алберт токму од Малезија. Алберт, добре ни дојде во Слободен печат. Добар ден. Драго ми е што ќе те имаме, драго ми е што ќе запознаеме македонската јавност повеќе со тебе, со твоето име и презиме, да се расчуе, затоа што навистина се запишуваш во историјата како еден човек од Македонија кој што на еден ваков светски познат ланец станува генерален менаџер. И сега, ајде за почеток, она што е прво и клучно прашање и сите ќе ни интересира како тоа успеваш да влезеш во светот на Ремзи, дали тоа го кроеше од овде, дали го планираше, дали го посакуваше или случајно патиштата те однесоа? Па да, искрено тоа не беше, тоа беше како сон, но не она на фантазирање со отворени очи, туку визија што ја носе во себе од првиот ден кога влегов во угостителството. Како што сите знаеме, Гордон Ремзи е име што носи дисциплина, перфекција и страст. Моето патување беше исполнето со многу работа, само дисциплина и учење, и сето тоа ме доведе до оваа чест и можност. Вие сте генерален менаџер во угостителството, но колку имате познавање со кулинарството? Дали знаете и да готвите? Па, моето јадро е менеджментот, но со години сум се поврзал длабоко и со кулинарската страна. Работам рака под рака со шефови на кујна, учам постојано и активно сум вклучен во креирање на менија, презентации. Не готвам професионално, но имам вистинска почит и страст кон тоа што стои за секоја чинија. И сега, кажете ми какво е чувството да работите за Гордон Ремзи и какво е чувството да бидете менаџер на еден од неговите ресторани? Како се чувствувате откако ја имате оваа на некој начин титула? Па тоа е огромна чест, но и голема одговорност во секој случај. Гордон Ремзи Бар енд Грил е престижен бренд и да се биде поставен на чело на првиот ресторан надвор од Велика Британија и тоа како македонец навистина е посебно чувство. Секој ден влегувам во ресторанот со благодарност, но и со фокус за тоа што знам што представува. А како станавте? Дали токму Ремзи е тој што ве назначи? Дали имавте директен контакт со него? Како влеговте во неговиот бизнис? Се запознавте со него? Тој ви беше на интервјуто за работа? Може да ни го раскажете тоа? Процесот беше формален, со вклучено со бренд тимот на Лондон. Имаше неколку кругови на селекција, интервјуа и големо внимание на деталите. Како што и се очекува од бренд како овој, добијаната доверба за мене беше неголема потврда дека трудот вреди. Али во секој случај, на прашањето што прашавте дали лично Гордон Ремзи ме назначи, не. Тоа значи одеше преку формалности, после тоа во текот на работата, значи имаше запознавање преку онлайн митинг и директен контакт. Со него? Се имате запознаено со него, така? Да. Тоа многу не интересира. Каков човек е тој? Со Гордон Ремзи лично си имаме запознаено. Имав можност да се сретнам со него во живо, инспиративен, многу присутен, директен и со јасна енергија, што го движи целиот бренд. Она што најмногу го ценам кај него е тоа што зад сцената е исто толку посветен како и на телевизија. Значи тоа не е само имидж, туку вредностите. Имате нешто што сакате да споделите? Што научивте од него? Може ли, овој период, колку време работите веќе за Ремзи? Па за Ремзи скоро 2 години ги работам. Едни нешта што го научив од него е тоа што се додека тимот е среќен, се додека сите се чувствуваат комфортно на местото каде што работат, значи и бизнисот понатаму ќе продолжи да расте. Како изгледаше првата средба со Гордон Ремзи? Каде се случи?
Првата средба беше онлайн, значи на секоја втора седмица имаме онлайн состаноци со кои што споделуваме за стандардите и ситуации што се случуваат во ресторанот. Исто така се проверва и квалитетот на услугата и храната. Значи првиот состанок беше онлайн, па потоа имаше посета на секои 3 месеци имаме посета од Лондон, дали тоа ќе биде интернационалниот директор на Гордон Ремзи или пак или интернационалниот шеф на Гордон Ремзи или пак тој лично доаѓаат на тестинг, на проверка на квалитетот на услугите и слично. Кажете ми, колку е тој присутен во целиот бизнес, оглед на тоа што се работи за ланец од ресторани, дополнителни обврски, колку е се присутен низ рестораните? Дали сака да држи се под контрола? Сака да биде известен за се. Најголема сатисфакција на Гордон Ремзи е тоа што кога гостите во неговите ресторани се задоволни, секојдневно се пуштаат репорти до него преку мејл на репортот едноставно известуваме се во текот на денот што се случува. Не само позитивните нешта, туку и негативните нешта, значи мора да има комплетна транспарентност за понатамошен напредок и во случај на пример ако имаме некои downfalls, значи за да може да се фокусираме на тие нешта и да се поправат. Као што знаеме, секоја земја има различни вкусови, различни зачини, состојки кои што се користат. Значи, некогаш треба и да се адаптираме на средината на каде се наоѓа ресторанот. Супер, одлично ми се надоврзувате со следното прашање. Вие ни се јавувате директно од Куала Лумпур. Веќе живеете таму и тоа е првиот ресторан, како што и самите нагласивте, отворен надвор од Велика Британија на Гордон Ремзи. Вие сте назначен за шеф на овој ресторан и односно менаџер. Сега кажете ми како изгледа овој ресторан? Може ли да ни објасните дали се разликува од останатите од ланецот? Зошто е одлуката падна првиот ресторан да биде токму во Малезија отворен? Знаете ли зошто е баш Малезија местото одбрано за првиот ресторан надвор од Велика Британија? Така, значи Гордон Ремзи Бар енд Грил е отворен во Sunway Hotel резорт. Значи Sunway Hotel резорт е еден од поголемите резорти во Малезија, кој што во текот на ковидот беше инвестирана голема инвестиција во реновирање и експанирање на хотелот. Гордон Ремзи Бар енд Грил е направен на таков начин што нудиме три приватни соби. Целиот декор и амбиент е софистициран, значи со 24 каратни тавани, со приватните соби со електрични прозори со кои што можеш целосно да го гледаш шоуто на куварите како ти приготвуваат вечерата. Со целосна приватност со приватните соби. Тоа е повеќе од вечера, тоа е цел сценско искуство. Просторот е софистициран, инспириран од лондонски приватни клубови со премиум услуга, отворена кујна и винска понуда која е внимателно селектирана. Секој детал е дизајниран што го прави гостинското доживување незаборавно. Горд сум што сум на место каде што луѓето не доаѓаат само да јадат, туку да создаваат и спомени на тоа место. Какво беше чувството? Знаевте ли дека ќе бидете вие назначен да го водите ова место? Какво беше чувството кога ви соопштија дека вас ве праќаат во Малезија? Долго време работев во Блискиот Исток. Почна интервјуата, едно добри 3 до 4 месеци траја целиот процес. Кој ме назначи нормално, како и секој сака да го искуси тоа искуство на Гордон Ремзи. Ова е прв Гордон Ремзи Бар енд Грил што е направен во ваков стил, значи да луксузен, со 24 каратни тавани, целиот тој луксус што го нуди, нормално. Возбуден. Возбуда имаше, ама на некој начин ми делувате од одговорот како да сте очекувале, како да не сте биле изненаден.
По моето претходно искуство, доколку разгледате каде што се имам работено, значи и претходно сум работел во некои престижни ресторани, престижни места кои што и големи имиња, големи шефови, така да очекувано ми беше на некоја страна. Како изгледа животот во главниот град на Малезија? Може ли да ни раскажете? Колумб е динамичен, културно шарен и многу го сопримлив град. Има баланс помеѓу модерното и традиционалното. Тоа многу ми одговара. Како некој што доаѓа од Битола, брзо најдов ритм тука, топли се луѓето, добра е храната, има чувство на космополитска енергија. Мгм. Горе-долу на некој начин кога ќе по центарот на Колумбур се осеќаш како на широк собак. Аха, така. Значи сепак си наоѓате, си ја барате Битола, така? Така, Таму каде точно. што живеете. Лесно ли се навикнавте да живеете таму? Види се, климата е тропска, после културата е многу поразлична за разлика од нашата. Значи има плусови и минуси, али да, значи градот и луѓето си оправат своето, што почнува да се чувствуваш добре дојден, и се навикнуваш многу брзо. Ако дојдам во Малезија и ако сакам да седнам во Ремзи Бар енд Грил, Така. колку би ме чинело тоа задоволство? Дали е премногу скапо со оглед на тоа што го кажавте дека се работи за луксузно место, или ете еден македонец може да си дозволи да испие таму и да руча, да испие на пијачка и да руча? Можеме ли да си дозволиме? А, Без да бараме попуст од вас. Нормално секој би можел да си дозволи, али би требало да се заштеди малку пред да дојде. Мгм. Просечно, по човек да речеме, ако одиме например со предјадење, главно јадење и десерт, и да речеме и чаша вино, би ве коштало негде од околу 350 до 400 евра по човек. Така. Сега, ајде малце да направиме една ретроспектива за вашето искуство. Споменавте дека не случајно се наоѓате на ова место, на вашата позиција трпи на некој начин многу труд и многу работа. Може ли да ни кажете на која возраст да минувате од Битола во белиот свет? Како се одлучувате да влезете токму во овој свет на угостителството? Дали тоа учевте овде? На колку години заминавте од Битола надвор и како изгледаше вашиот пат? Каде прв пат отидовте? Во кои земји го собиравте вашето искуство? Така, значи, на 22 години заминав во Битола. Тоа што заминав со скромен куфер, голема желба да излезам од комфорната зона. Од прв момент знаев дека ќе ми недостига Битола, но истовремено дека морам да пробам. Патот ме водеше прво низ Катар, Обединетите арапски емирати, и после тоа заврши во Малезија. Работев во некои од непознатите брендови во Катар како Ален Дукас. Ален Дукас е 3 Мишелин шеф, француски шеф. После тоа продолжив во Салам Hospitality, луксузен ланец на ресторани во Катар. После тоа се префрлив од Катар во Обединетите арапски земји, како во Ројалем, Ротана. Ротана моментално имаат околу 96 хотели. После тоа заминав во Малезија. Секој место имаше своји предизвици и убавини, но во секој случај, Гордон Ремзи Бар енд Грил ми е до сега најкомплексен и највозбудлив ангажман. Значи, ова што го работите сега ви е најубавото место. Можеме така да заокружиме од досегашното искуство. Можеме да кажем дека првото Ален Дукас и последното сега, Гордон Ремзи Бар енд Грил, ми се едни од највозбудливите. Што правевте овде во Македонија? Што завршивте? Дали завршивте угостителско училиште? Значи, Да. Како се одлучивте? Зошто се одлучивте да влезете во тој свет? Значи, во Македонија студирав на детективи криминологија на ФОН универзитетот, али во меѓувреме, значи, постојано бев по некои си кафулиња, си работев како бартендер, како келнер, после тоа прераснав како менаџер на кафулиња. И додека бев во факултетските години, значи, додека студирав во Охрид, тоаш моите роднини кои што го држат Ликвид во Охрид, значи работев со нив. На некој начин целото тоа со заминувањето во Катар беше чиста случајност. Имав аплицирано за work and travel
требаше да заминувам за Америка, али кога дојде последниот степен за одобрување на визата, бев одбиен. Едноставно аплицирав за Катар. Не ми беше важно каде, само сакав да заминам негде. Да, ви беше тесно во Македонија. Тоа ми даде шансата за Ален Дукас. Значи, со првото интервју добив работата и во рок од 1 месец од кога го направив интервјуто, веќе бев во Катар. Колку често доаѓате во Македонија и кога доаѓате, дали се уште го држите тој тренд да посетувате ресторани, кафулиња и да правите некои анализи и споредби? Доколку е така, како би ги оцениле рестораните низ Македонија? Дали се движиме во светскиот тренд? Така. Значи, се обидувам барем еднаш до 2 пати годишно да бидам во Македонија. Почесто одам моментално во Бугарија, во Софија. За Македонија гледам напредок, голем напредок и свежа енергија кај младите угостители. Нормално, има уште простор за прецизност во услугата и винската култура, но потенцијалот е голем. Што би им препорачале? Кои се трендовите во кулинарството кои што може би ги нема во Македонија или може би не знаете дека ги има, а би требало да се воведат на менијата? Нешто што е трендовски застапено, а треба да се има на масите? Што би препорачале? Види вака, се враќаме кон искрената локална храна, но презентирана современо. Гостите бараат автентичност, приказна и емоција во чинија, што малку фали тоа во Македонија. Македонија има се што треба, силни вкусови, историја и карактер, само ни треба повеќе храброст да ги презентираме тие вредности со самодоверба. Убаво го кажавте тоа и во една прилика кога разговарав со еден угостител кој што работи исто надвор, ми го спомена тоа. Во Македонија на менијата многу недостасува приказна. Приказната е многу важна да се сервира преку храната. Да, тоа е точно. Искрено, например, во Годо Ремзи, кога веќе познатиот биф Велингтон на Годо Ремзи, кога го сервираме, значи се пред да го сервираме или додека се сервира, значи се раскажува целата приказна како е настанат, с кои состојки се состои во храната, од каде идат состојките, процесот на припремање на биф Велингтон, значи целото тоа нешто се раскажува, на кој што на гостите ги интересира. Верувам ги интересира. Значи, кога би одели во некои локални ресторани, кога би ти раскажале некоја мала приказна, општо за тоа начинот на подготовка на храната, неколку реченици само, би ви значило многу. Алберт, колку време веќе живеете надвор од Македонија? Колку години? Вкупно околу 13 години. Околу 13 години. Во овие 13 години, колку имате потреба Македонија да ја представувате низ земјите и низ оние места со кои што се среќавате со странци? Успевате ли, сакате ли прво и дали успевате на некој начин нашите обичаи, нашата култура во однос на храната да ја пренесете таму, да им ја прераскажете, да направите можеби нешто и да им понудите да се вметне во менијата? Сте го правеле тоа? Така да, тоа да, секогаш. Името како Керимов со себе носи приказни, кој ќе кажам дека сум од Македонија. Некогаш тешко им е да објаснам каде се наоѓа Македонија како помала земја. Али луѓето слушаат со интерес, заинтересирани се слушаат од каде што е што нудиме во Македонија. Сакам да споделам дел од нашата култура и вкусови со колеги и гости. Да. Значи најинтересното на повеќето гости и на колегите им е тоа ајварот. Што всушност е ајварот. Значи тоа најмногу ги интересира. Пред 2 или 3 месеци имавме и репрезентери од македонска винарија во Куала Лумпур, кој што исто така ја презентира културата на Македонија, така да полека мислам дека почнуваме се шириме и луѓето почнуваат да знаат што нудиме и каде се наоѓа Македонија. Успевате да направите и некаков линк со вашето искуство таму надвор во различни земји, правите некакви конекции со овде? Успевате да правите некакви соработки можеби? Имате такви досега искуства? Во Катар да имавме такво искуство. Во Катар сработувавме со една колешка која што таа беше
носеше македонски производи во Катар, кој што потоа подоцна почна таа да ги снабдува и нашите ресторани со македонски производи кои што ги користевме. Пример некои нешта кои што ги користат на Балканот, како на пример вегете и такви нешта, на многу луѓе од другите земји не им е познато како зачин вегетата што е. Значи полека почнуваат да ги препознаваат и нашите производи. Исто така како што гледам виното доста се пробива наоколу, така да. А дали Ремзи проба ајвар македонски? Дали му понудивте Не, македонски не. ајвар? Се уште не што е Се уште не знае, но не е доцна, нели? Да. Одлично. Велат во виното е вистината, а вие пак велите дека виното за вас не е само пијалок, туку е и приказна култура. Дали најдоброто вино е и најскапо? Алберт? Па вака, виното за мене точно не е само пијалок, тоа е карактер, момент, култура. Сакам вина со душа, без разлика дали се од Македонија, Франција, Нов Зеланд или било каде. Пример да речеме Вранец, секогаш ми е еден од топ избори. Исто така добар е Пијаноа. За мене секогаш совршен баланс на елеганција и комплексност. Дали едно од најскапите вина би било едно од најдобрите на прашањата? Можам да речам да. Се разбира, мислам дека, да речеме, кога би отвориле, да речеме, Петрус, кога било настанато 1996 Петрус беше едно од добрите вина, за кој што гроздоберот во таа година беше еден од добрите гроздобери на Петрус. Значи, има многу голема разлика, за разлика да споредиме од некои други вина, од други винари, каде што се производени. Значи, ќе ги осетиш сите ароми, ќе осетиш сите вкусови на јазикот, ќе осетиш целата таа бургунди color, бургунди боја. Значи, целото тоа искуство. Кажете ми, еве, при самиот крај сме на разговорот, кога следен пат доаѓате во Македонија и има ли шанси да ни го донесете овде Гордон Ремзи? Па, за Гордон Ремзи секогаш сум отворен за таква идеја и би било многу добро Македонија да се донеси. Македонија има што покаже, од луѓето до храна, до историја. Ако некош дојде, сигурен сум дека ќе остане фасциниран, зошто да не. Една добро вечера со ајвар и винце можеби ќе направи чуда. Така е. Какви се вашите планови, Алберт? Имате ли некаква агенда за следниот период? Дали можеби некогаш размислувате да се вратите во Македонија и да отворите овде ресторан? Сте имале ли таква желба или останувате надвор? Искрено сакам да продолжам да растам во угостителството, но и да креирам нешто лично, концепт што ќе го спои моето искуство со македонското. Не го исклучувам враќањето од дома, би било привилегија да останам, да оставам трага и таму каде што се започна, али да видиме каде патот ќе не носи. Ми беше навистина огромно задоволство што ве запознавме, што е една успешна приказна која што потекнува од нашата битола, се шири таму некаде далеку во Малезија и не било каде, туку во ланецот на Гордон Ремзи. Благодарам што одвоивте време и секоја добро посакувам и кога ќе доаѓате во Македонија, ве очекуваме и во живо овде во Слободен печат. Благодарам и на вас и фала многу за времето. Секако, задоволство беше, разговаравме со Алберт Керимов од Битола почитувани, човекот кој што работи за Гордон Ремзи и уште еднаш ќе споменеме, тој ни се јави од Куала Лумпур, тоа е првиот ресторан во Малезија, отворен од страна на Гордон Ремзи, првиот ресторан отворен надвор од Велика Британија и токму наш македонец Алберт Керимов е оној кој што го води овој ресторан. Верувам дека оваа успешна, инспиративна приказна ви беше интересна да ја слушнете. Благодарам за вниманието.